Советот на општина Виница ја одржа 16-та редовна седница, на чиј дневен ред се најдоа 40 точки. Најголемо внимание и најмногу дискусии имаше за првата, која се однесуваше на кварталниот извештај за извршувањето на буџетот на општината за периодот од јануари до декември минатата година. Приходите на основниот буџет се остварени во износ од 88.326.000 денари или 82,16% во однос на планираните 107.500.000 денари. Од нив, даночните приходи се остварени во износ од 41.126.000 денари или 83%, неданочните приходи се остварени 70% или 2.131.000, трансферите се остварени 39.536.000 денари или 96% и капиталните приходи 5.533.000 денари или 41% во однос на планираните. Од опозицијската советничка група имаше забелешки дека буџетот не бил добро планиран, односно бил недоволно развоен, поради што и со извршувањето не се возможило исполнувањето на зацртаните активности за развој на општината. Со самото донесување на програмата за капиталните проекти за 2022 година ние укажавме и на граѓаните и на локалната власт дека нема да биде остварена, и тоа се гледаше и по извештајот за реализацијата на проектите за 2022 година, у кој што голем дел се пренесени за 2023 година, што значи дека апсолутно не е реализирано ништо од таа програма. Капитални расходи од нецели 60% до сега не сум сигурен дека имало у текот на работењето на општина Виница. Ја лично како советник, а пред сега како граѓанин, очекував дека ќе имаме подобра реализација. Тука сакам да го искажам моето разочарување на стратегијата на тимот. Според мене 60% за капитални расходи е генерално слаба бројка. Надевам се дека не сме најлоша општина. Меѓутоа, у периодот што предстои пред нас, ќе видиме колку ќе успееме да се подобриме, односно колку ќе почнеме да ги запрчуваме ракавите и да почнеме да работиме. Ја мислам дека не е уклучена, да се израза малку символично, машината да работи. Значи, има пари на многу места кај што треба да се подготват проекти, кај што треба да се отиде, да се аплицира, но се сеќавам уште кога почнавме на мандатот, на првата работна седница што направивте, ја стимулиравте општинската администрација. Ова сме кај новите вработувања и превработеноста, значи ние кога мислиме и планираме да вработиме некој, кај нас е превработеност. А централната власт, например, со локалните единици, кога мислят, овај колеги од опозицијата не е превработеност. Тоа е оправдано. Ке ме молам таквиот двојни аршини, правено вашиот одбор погледнете превработеноста, па после. Оценувајќи ги условите за работа во текот на минатата година како специфични и тешки, градоначалникот на Виница Миле Петков истакна дека и покрај се извршувањето на буџетот било успешно. Јас имам направено споредба за сите претходни години и можам да кажам дека овој квартален извештај споредено со кварталниот извештај од првата година на претходната локална власт е далеку подобар. Буквално во сите ставки. И во делот на вкупните приходи, на вкупниот буџет и на основниот буџет. Нормално, поголеми се бројките и во делот на вкупните расходи, и на вкупниот буџет и на основниот буџет. Па дури и за капиталните расходи, за кои што кога се спомнува дека се многу мали, сега се поголеми за повеќе од 6% споредено со кварталниот извештај од првата година на претходната локална власт. Па дури споредено со 2020 година сега повеќе реализацијата на капиталните расходи за повеќе од 13%. Претходната локална власт и централната власт беа од иста партија, што е далеку поповолно за разлика од сега, каде што локалната власт е една, а централната е друга, соочени со сите препреки и обструкции кои што ги прави централната власт во однос на локалната власт.
Исто така оваа година беше обележена како година на економска и енергетска криза, така да можем да кажем дека ова е одличен резултат за овој квартален извештај. На крајот од дискусиите со 8 гласа за и 7 против, извештајот за извршувањето на буџетот на општина Виница за минатата година беше усвоен. На 16-тата седница на Општинскиот совет исто така се разгледуваа и извештаите за работа на институциите што се под надлежност на локалната самоуправа, потоа давањето финансиска поддршка на граѓаните и издруженијата, како и утврдување правен статус на бесправно изградени објекти. Општина Кочани ќе издвои над 145.000 евра од сопствениот буџет, што ќе ги намени за плаќање на надоместокот за експроприација при уредување на градежното земјиште во текот на оваа година. Сумата е утврдена врз основа на планот што го изработил секторот за уредување и располагање со градежното земјиште, а е поврзан со реализацијата на активностите за пробивање и изградба на улици и локални патишта, како и за комунална инфраструктура, односно водоводна и канализацијска мрежа и други објекти поврзани со водоснабдувањето на граѓаните и одведувањето на отпадните води. На 24-та седница на Советот на општина Кочани, одговорните од секторот истакнаа дека парите се планирани да се наменат за околу 50 наставки, односно локации на кои ќе се работи во текот на оваа година. Значи, ова се средства кои овде се предвидени околу 9 милиона за експроприација, така да овде се дадени улиците и места каде што ќе се врши експроприација, како за улици, некои се веќе започнати експроприации, но не се завршени, затоа се повеќе на број. Исто така и за експроприација за колекторскиот систем кој се работи во делот во низ Оризари, кај тркање. И затоа имаме некој пообилна програма, каде ще предвиди негде 48 точки за експроприација на улици и колекторски систем. Со 17 гласа за и 1 воздржан, одлуката за резервирани средства за експроприација согласно програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општината беше прифатена. Најголем дел од планираните средства ќе се трошат сукцесивно според потребите, а се наменети за решавање на имотно-правни односи со собствениците при изградба на 30 на улици во градот и селата Тракање, Оризари и Долни Подлог, како и за локалните патни правци Крушка Ајдар и Крушка Полаки. Наскоро ќе почне средувањето на изгледот и воспоставувањето ред на зеленото пазарче кај автобуската станица, што како активност конкретно на минатата година беше најавено од локалната самоуправа на Кочани. На просторот што со децении се користи за продажба на зеленчук и овошје, а има и продавачи на текстил и други производи, со поставување на тезги на тротоарот се создаваше неред на јавниот простор. За подобрување на состојбата изготвено е идејно решение, за кое е направена и видеоанимација, што го прикажува конечниот изглед. Прашањето пред неколку месеци беше актуализирано на седница на Советот на општината, при што советникот Венко Крстевски побара да се најде соодветно решение за целата локација. Со изготвениот проект предвидено е хортикултурно уредување на просторот на булеварот Теодосија Паунов во Кочани. При тоа, по реакција на граѓаните, зеленото пазарче нема да биде отстрането, туку ќе биде регулирано со услови што нема да го попречуваат функционирањето на тротоарот и сообраќајот на овој дел. Освен тоа, предвиден е и паркинг простор за жителите од објектите во близина, како и за лицата кои ќе и користат услугите на зелениот пазар. Со тоа би требало да се ослободи тротоарот од поголема фреквенција на луѓе, како и да се намали метежот на возила, со оглед што во близина на автобуската станица има и други трговски објекти. Во Кочанското основно училиште Малина Попиванова во тек е постапката за обезбедување нафта за затоплување на институцијата, за што е распишан јавен повик за избор на снабдувач. Се планира за грејната сезона да се обезбедат потребните 21.000 литри нафта, а за што би се потрошиле околу 1,5 милион денари. Со набавената количина треба да се затоплуваат училниците и другите простории во училиштето. Во јавниот повик е нагласено дека овие количини се максимални, а квалитетот на нафтата треба да одговара според правилникот за квалитет на течни горива. Основното училиште Малина Попиванова, кое се јавува како нарачител на услугата,
Се обврзува дека плаќањето на испорачаните количини ќе биде во рок од 60 дена, по цена што ја определува регулаторната комисија за енергетика, а која ќе биде во важност на денот на испораката. Јавниот тендер за набавката на нафтата трае до 15 февруари, пошто доколку нема пречки во постапката, истата би требало да се реализира во наредниот период. Испораката на договорените количини нафта ќе се реализира сукцесивно според потребите на нарачателот. Сдруженијето Running Squad од Виница и годинава ќе биде организатор на зимската рекреативна трка Чупино Вертикал, што се одржува на падините на планината Плачковица, а која има меѓународен карактер. Веќе тече рокот за пријавување на заинтересираните учесници се до исполнувањето на максималниот број, кој е планиран на 150 лица. Трката е закажана за 26 февруари годинава. Организаторите најавуваат дека, како и досега, патеката е со должина од 5500 метри и висинска разлика од 1030 метри. Стартот ќе биде од центарот на селото Блатец, а ќе се трча до врвот Чупино на 1680 метри надморска височина. Се работи за трка во дисциплината вертикален километар, во која надпреварувачите искачуваат висинска разлика од 1000 метри во должина од максимум 5 километри. При тоа дозволената отстапка е до 10%. Со оглед на зимските услови и специфичноста на теренот, трката е предвидена за искусни тркачи, планинари и алпинисти. Прогласувањето на победниците ќе биде во Блатец истиот ден, каде по завршувањето на трката ќе има топли пијалоци и храна за учесниците. Покровител на трката Чупино Вертикал и годинава е локалната самоуправа на Виница со финансиска поддршка во организацијата што е обезбедена од локални компании.